Приврзаници на движењето 1 на 5 милиони и на опозицијската Алијанса за Србија во вторникот вечер се собраа пред зградата на Радиотелевизија Србија во центарот на Белград. Демонстрантите изјавија дека би сакале да му постават неколку прашања на српскиот председател Александар Вучич пред неговиот настап на јавниот сервис, кој, како што велат, бил под негова контрола. Ситуацијата станала тензична откако групата извикувала Ацо Србине и Вучич Лопов, а во исто време се појавија пароли против опозицијските политичари. Двете групи кои ги разделуваше полицијата се разотидаа додека се емитуваше програмата на српската телевизија каде што Вучич беше гостин. При тоа не дојде до блиска средба меѓу демонстрантите и председателот на Србија, кој изјави дека влегол во телевизијата на спореден влез. Тој додаде дека му е жал што пред зградата на Радиотелевизија Србија дошло до непотребни кавги меѓу представници на иницијативата 1 од 5 милиони, со како што рече околу 30 негови приврзаници. Вучич оцени дека собирот пред Радиотелевизијата бил незаконски и оти со него се испраќало лоша порака кај меѓународната заедница. Мораме да реагираме повнимателно и да не прибегнуваме кон провокации, рече Вучич, додавајќи дека тоа не е идина на Србија и оти сака да се бори за нормална земја. Тие не може да направат ништо со мене, тие можат само да ме убијат. Што и да се обидоа за да ме спречат, не успеа, рече Вучич. Антивладини демонстранти скоро една година секоја сабота во Белград организираат митинзи во знак на протест против владењето на партијата на Вучич, за која тврдат дека е автократска, корумпирана и гази врз основните слободи. Вучич и неговата партија ги негираат ваквите обвинувања. Во најновиот светски индекс за слобода на печатот на Репортери без граници, Србија падна за 14 места на 90-тото од 180 држави во споредба со претходниот извештај.